Во продолжение зборуваме за една навистина осетлива тема, на која што и дадовме многу големо внимание изминатиот месец поради голем број на проекти кои што се организира за поддршка на жените жртви на семејно насилство. Последно зборувавме за проектот Биди храбра и пријави насилство како еден вовед во разговорот во продолжение, но повторно ќе кажам, дадовме големо внимание изминатиот месец, но ова е тема за која што треба да зборуваме 365 дена во годината, оти нема временски рок, за жал. Обрнуваме повеќе внимание на психолошката поддршка и помош на жените жртви. Мој соговорник денеска ќе биде Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог, наш многу добро познат соработник. Добро утро. Добро утро, добро ве најдов. Кажав дека 365 дена треба да зборуваме и вие ме одобривте со климање со главата дека да, всушност ова нема рок на траење. За жал се случува во текот на целата година, па малку некако и кога се празнициве пред нас, мораме да зборуваме и за тој дел дека не во секој дом ќе биде празнична и насмеана атмосфера и љубов и внимание. Па да, за жал дека така е. И сега нешто што, например, има како дополнување, ние зборуваме за жените кои се жртви на семејно насилство, ама во пакет заедно со жените одат и децата. Деца кои се жртви на семејно насилство, на оно што се случува во домот, на таа динамика помеѓу родителите. И мислам дека можеби следните пати би можеле за нив да зборуваме повеќе. А оваа тема е неисцрпна. Мислам, историска дури да кажем, од секогаш нели постоело и уствари развојот дури на правото, на законите почнувале од таму за да ги сочуваат правата на жените во семејството и така. За жал, да, некои законски, ние имаме добри закони, нели се е убаво направено, средено, има одредби, се знае што како, ама... Каде е проблемот? Проблемот е во тоа како живееме, проблемот е во нашиот менталитет, во нашата култура. Ние се уште мислиме дека девојчињата што носат мини сукњички се виновни кога некој е насилен кон нив. Дека не може, значи и да, или дека она не знае што сака во животот. Значи една сеопшта развој на целото општество, психолошки, ментален, да им се помогне и на момчињата и на девојките да ги сватат улогите. Мислам, може, тоа е долготраен процес, ама е добро да се работи постојано. Затоа добро е да постојано има вакви теми, да се разговара. Може тоа донесува нели некои ситни промени, секогаш чекор по чекор. Но и проекти кои што се случуваат да соберат на едно место и жени кои што го поминале тој проблем и кои што извојувале победа над насилникот, така ќе кажеме, но и жени кои што се мачат на некоја разрешница од целата таа сага која што ја доживуваат. Што е потребно на жената? Психолошка храброст за да пријави насилник? Да. Потребно е многу свесност за себе си, свесност дека е човечко суштество со сите права што ги носи за себе, дека и да сгрешила во животот и да донела некогаш погрешни одлуки или да има... За избор на партнерот, сакате да кажете? И за изборот на партнерот или за било што, затоа што така има еден профил, уствари, што мажите прават за да ја доведат жената во ситуација да го трпи семеното насилство. Знаеш, како едно долготрајно влијание, подчинување, рушење на незината самодоверба со постојани критики, додека не дојдат удари и нешто што не се запрува, вртење на кругот, јас тебе те сакам, извини, сега цвеќе ќе си донесе, па ќе се извинува, па ќе ја сака, до следното нешто. Одново насилство и одново кругот ќе се врти. Често пати, нели, злоупотреба на алкохол доведува до такви работи. Значи, жените би требало да бидат поддржани во нашето општество во развојот уште во малечки нозе. Да не им се доделува улога дека таа што треба да пере и да готви, тоа не е генетско наследство.
Мислам, тоа е нешто подела на работите во семејството, нели улогите кои ги имаме, да. И со тоа работата кој што ќе прави. Ама не тоа дека она го носи тоа како ген, дека мие садови или дека пегла. Едноставно дека така треба. Она раѓа деца, да. И во одгледувањето на децата и во грижата за домот треба да го прави заедно со партнерот. Значи, баш онака, дури не знам од кај да почнам да опишувам, зашто тоа е една голем еден едно големо поле на работа на која што треба да се влие и да се зборува. И од друга страна, како ќе се работи со момчињата. Од најмала возраст, велите. Како влијаеме во воспитувањето. Прво, она што го гледаат во домот и момчињата и девојчињата, што прават нивните родители, и понатака што ги учат во школото, нели, определување на полот, улогата, па ти треба да бидеш војник, па ќе носи пушка и пиштол, ќе му купат играчка, или... Наметнување, велите. Да, многу комплексен и голем проблем да луѓето се менуваат, да ги видат супротниот пол како спротивниот пол како некоја еднакво некој што го зазема местото на овој свет. Дека полот не е битен, не донесува до тоа да размислуваме дали овој човек е битен или не. Ние и покрај половите ние сме луѓе заедно сите. Да. Со еднакви права, со еднакви можности што ги носиме. И треба да го учат тоа децата од малечки. Треба да им го покажуваме и ние како родители, како постари. Кога ќе дојдат, не били во периодот да градат врски, тогаш ќе почнат да размислуваат. Значи, веќе е касно, нели ние сме закасниле на еден огромен број на години да ги учиме дека кога ќе влезат во врска, они се равноправни со својот партнер, партнерка. Да. И на таа основа треба да ја градат целата релација што ја имаат. Така да тие години до првите врски, до првото, тоа се многу битни години во кои што треба ние да бараме начини како да делуваме, и тоа е еден систематизиран начин. Значи нешто што уствари ќе почне да ја менува дури и нашата култура, затоа што во овој момент ние имаме нели култура на балкански маж, и тој балкански маж на балканска жена, значи. Понешто го велите жената да се охрабри, така, да пријави насилник, односно да се потсети на целото портфолио зад неа, она што е таа и важна, и за незината важност, и за незината улога во семејството, и доаѓаме до еден миг кога ќе го пријави. Така, биди храбра, пријави насилник. Потоа, подготвеноста на оној психолошки момент дека тоа ќе трае, дека тој процес трае. Да. И каде, Мирјана, во кој дел, може би се не сите, но дел попуштаат? Има ли некој пресврт, период кога е критичен? Како ги подготвувате психолошки? Знаете како? Значи, за да дојде после пријавувањето, би требало да има голема и добра социјална поддршка позади таа жена. Ако таа жена има каде да живее, ако има работа, ако она може да си ги гледа децата, добро, ако може, значи, да си овозможи солиден живот, така, многу од жените ќе останат на тоа. Дека нема да живеат повеќе со насилникот. Ама ако нема кај да отиде, нели од станот, кај ќе излезе во тој стан? Добро, ќе отидам, ќе седам 3 месеци у шелтер и после што? Кај ќе одам? Ако нема работа, ако нема со што да си ги храни децата, често пати одлуката е па поарно да седам тука, барем... Од финансиски причини. Да. Значи, многу се големи тие финансиски причини, зошто некој ќе остане да биде таму. Значи, недостиг на работа, недостиг на пари, недостиг на место за живење. Ако они имаат само еден заеднички стан... најчесто и тоа и се случува. Кај ќе оди она? Каде? Например, родителите починале, браќата, сестрите поделиле тоа што имало. Каде ќе оди? У хотел да живее? Мислам, што ќе прави? Значи, ние би требало да имаме една голема социјална поддршка, како што е во западните земји, жената која ќе пријави насилство и ќе излезе од бракот и од местото на живење да биде поддржана од општеството, и да, она и се овозможи, нели, да живее
Сега тука кај нас не е така, ние сме таква земја, не само за ова, него ние за многу други работи немаме доволно средства. Се прави тоа што за жал. Да. А постојано лудираме, биди храбра, пријави го и во психолошкиот дел каде попуштаат? Попуштаат веројатно во делот кој ќе видат дека се сами. Па да, и дека нема решение некое. Некое решение што стварно ќе биде решение. Сега, овие добри се кампањи, пријави го насилникот, заради тоа што го зголемуваат нивото на свесност на жените да размислуваат и можеби да преземат нешто. Ај сега, ако општествово и социјалава не можат тоа да го направат, да они самите преземат нешто во својот живот, значи да се оспособат да работат, да се доедуцираат или да научат нешто, или да побараат или нешто, значи да станат економски независни, да бараат некој, дали тоа ќе ја подигне свесноста за себе која сум јас, што сум јас. И можеби нешто во таа релација таму дома ќе сменат. Со тоа што нема да бидат пасивни жртви, некој што ќе го трпи тоа што доаѓа. Сега, тоа се различни случаи, нели? Дали е тоа доволно насилникот да се смири кога жената негова ќе почне да се менува, или уште повеќе ќе разбуди љубомора и уште повеќе ќе разбуди физичко насилство. Значи, тоа се од случај до случај, како викаат Ана Каренина, дека секое семејство, сите среќни семејства се исти, ама секој е несреќен на некој свој начин. Сега ова што го спомнавте, веднаш ми алудира на прашањето дека можеби клучно во целиот тој процес е насилникот да има психолошка помош. Да, многу е и тоа битно. Да биде наложено? Па да, би требало. Како е сега? Па сега ништо. Сега е ништо. Сега е само сега како... ние се трудиме на жртвите да им помогнеме. А насилникот е, нели, оцрнет, ишкртан, исплукан, ваков е, таков е. И кон него ништо. Замислете, тоа е човек што не може да си обезбеди семејство, не може да се обезбеди нормална реакција, не може да обезбеди, значи, љубовна врска со некоја жена. Да. Значи, нешто што има социјално неприлагоденост некоја. Он не знае како да го направи тоа. Не знае со децата што да прави. Не знае да ги воспитува. Значи, некој поголема казна во животот има ли од тоа да имаш деца и да не можеш да си ги видиш децата. Значи, тој ги гледа со очите, нели, ама не може да ги види заради тоа што внатре постојат големи проблеми. Да. Значи, агресијата која исполува на своето семејство ја покажува. Тоа ја собрал од некаде ја носи во себе си од својата животна историја. И тоа него го мачи. Сега он ги мачи тие околу него. Да. Значи, на тој човек му е потребна помош. Да не може да си оформи семејство, да си има деца, да живее еден оптимално среден живот, нели, некогаш среќно, некогаш со проблеми што ги носи животот. Ама тој круг на насилство, тоа влегување да ја претепа жената, да ги претепа децата, да дојде пијан дома, и психолошки да ги зостава, да ги уценува за парите што им ги дава, значи, затоа што постојат, нели, секакви форми на тие насилства, сексуално насилство, да постојано од жената бара нешто што она кога не сака или кога не е способна, или... Значи, што се случува во тој човек? Очигледно дека му треба помош. Да. Му треба помош, затоа што не може да се снајде. Не може да има, нема контрола на импулсите, нема контрола на емоциите, не знае што да им прави, не знае тоа кој ќе се праша, а кај е сега жена ми? Да. Наместо да го исполни како љубов, да си дојде жена му и он да ја гушне, па да рече, па ти не си тука, или не знам што. Да ми недостасуваш. Да, он ќе дојде, она ќе удри шамар, зашто те нема попладнево? Пробува да ја контролира на некој начин. Ама такве преголеми реакции на контрола и преголеми, нели, физичко насилство, тоа покажува лична немоќ. А Миријана, вашето искуство, затоа што немаме сега некој механизам и алатка во која што ние го врзуваме насилникот да побара психолошка помош, дали некој самостојно, самоволно побарал од вас? Мислам дека само за овие 20 на години имаше само еден маж кој дојде да раскаже дека е агресивен и дека да му помогнам
затоа што има постојано проблеми со жената и дека понекогаш ја удира. Ова е крајно поразително. Еден, значи, за сите овие години. А колку жени? А жени дошле многу повеќе. И тоа доаѓаат, знаете како, ќе звонат на врата, јас ќе затворам вратата, ќе влезат у ходникот, ме прашуваат кој има во станот, во канцеларијата, па ќе седнат, па ми вика, а дали може некој да слуша тука? И ако дознае тој дека дојдов, ќе ме убие, за да раскажат што им се дешава и да покажат модрици и се. Мислам, така, многу повеќе жени бараат помош барем вака, ама не е доволно, мислам, ја мислам дека многу мал бројот на тие што даваат, бараат помош. А од една страна има едно тоа психолошко малтретирање, психолошка злоупотреба која е многу суптилна и која жените седи во тоа и живее во тоа и дури не знае што и се дешава, дури се чувствува виновна зашто е она таква каква што е. Така да, мислам дека за ова треба многу да се зборува. Јас си благодарам на господјата Билјана, или жената на бугарскиот амбасадор, што ме вклучи таа ја прави целата оваа кампања неуморна, да има некоја позитивна разрешница на подолг временски период, конечно имаме намалување на бројот на пријави, на жртви и токму таа вклученост на повеќе институции, повеќе сегменти и психолозите се клучна улога за да се постигне тој ефект, но го споменавме дело дека треба и со мажите и со жените. Паралелно ги споменавме неколку пати институциите. Се надевам дека ете тие кампањи, велите што се прават постојано, дека тие ќе бидат тие кои што ќе донесат позитивен ефект. Па знаете како се, тоа така и се менува. Туркаш, бараш, еднашка, не знам, некој политичар беше со кого што се сретнавме и он рече треба многу да бараш за да добиеш нешто. Па може би ова барење, туркање, не би ли ќе дојде до некаде до некој таму уши, некој ќе рече ај од буџетов ќе ставиме малце пари за ова. Споминавме на самиот почеток кога го почувавме разговорот дека сме во пресрет на најубавиот период од годината, новогодишните празници, божикните. Јас ги сакам од секогаш затоа што се денови кога целото семејство се собира и потеснот и поширокото семејство имаме можност повеќе да се видиме ете и во ова турбулентно време кое што го живееме, но и време на пандемија. Па што би препорачале вие на жените жртви на семејно насилство? Некои од нив, за жал, и не се доживуваат како жртви, како што реков преска, дури они се доживуваат виновни за својата состојба. Ама, ја би препорачала на секоја жена да размисли за себе како за жена. Дека она има право да биде среќна и да го живее овој живот така како што она сака. Да ги прави работите она што сака да ги прави во животот. Дека не мора ништо да направи во животот. Ако она не сака... И да прифати. Да, и не мора да прифати. И покрај тоа што е некогаш решила да се омажи или да одбрала некој партнер, не мора да остане со него. Ако не за неј е добро. Дека секоја жена може да побара помош, не само кога има насилство, него да побара помош како да го подобри својот личен раст и развој, да си најде работа, да си се осамостали, да направи нешто за себе, да она се чувствува подобро со себе си. И мислам дека кога жените ќе се менуваат, нели, ќе стискаат, ќе се менува општеството. Тие жени ќе одгледаат синови и ќерки, кои ќе имаат една ново ниво на свесност за себе си, за односите, за релациите, за равноправноста. Значи, тоа од генерации во генерации ќе се пренесува. Така да, работата на себе, свесноста за себе, сакањето на себе си, ценењето на себе си е нешто што јас им го препорачувам на сите жени. И на мажите. Да научат како е убаво да дојдат во семејство во кое што ќе бидат сакани и прифатени, семејство во кое што нема насилство, зашто тоа семејство не е добро ни за нив кога има насилство. Ако се тие насилникот, ако се тие изгледаат оние што казнуваат и прават сето тоа, тоа семејство и за него не е добро.
Затоа што не може никогаш да го најде својот мир, затоа што постојано нешто врие внатре во него. Да. И он постојано треба да биде насилник, постојано треба нешто некому да прави, за да малце од малце помине тоа растревоженост внатре. Благодарам. Благодарам за разговорот и секогаш наш почитуван и чест гостин, особено кога е психологијата во прашање. Благодарам што и на оваа тема ни бевте денеска гости. Па ви благодарам и вас што вадите вакви секогаш теми интересни да се зборува и да се дискутира, зашто ја верувам во моќта на телевизијата, дека тоа влегува во сите домови и како што спомнав, чекор по чекор, можеби малце, ама влијаеме на луѓето да станат свесни за некои работи, барем да почнат да размислуваат во некои одредени правци.